Добре дојдовте во За или против. Јас сум Љупче Светановски, мој денешен гостин е Мимоза Рајл, писател, колумнист, професор на МИТ универзитетот. Добре дојдовте. Добро вечер. Професорке, факт е како што често пати знам да кажам дека северните маратонци го трчаат оној почесен круг, а македонците пак со душа го исчекуваат оној ден на изборите како можеби еден вид на почеток, нели, на крајот на оној пеколен круг во кој што Македонија е втурната од 2017 година па наваму. Но еве, дали може да ја гледаме Македонија и македонската трагедија, буквално кажано на црното и црвеното, преку призмата на античката трагедија? Малку поинаку нешто, да не одиме со секојдневието и она што е во шема, нели, малку да ја разбиеме поинаку работата. Прекрасна идеја, прекрасна тема. Самата античка трагедија, која што јас инаку ја предавам, ви благодарам на универзитетот, има своји столбови, а тие столбови се наоѓаат во митологијата, иако не се задржува античката трагедија само на митот, туку е антропоцентрично ориентирана. Во вториот столб е трагичниот јунак. Трагичниот јунак во античката трагедија е една многу важна фигура која што ја бара вистината и правдата. Па во таа смисла една паралела да направиме со македонскиот човек, а тоа е постојаното барање на вистината и правдата. Во самата античка трагедија ја имаме и трагичката вина, тоа е секогаш кога одиме помеѓу идеалното и реалното. Значи, она што е реално е трагично, а ние нешто сонуваме за некој поубав и почовечен свет, и на крајот тоа е трагичкото дејствување, ако ја дефинираме самата античка трагедија според Аристотел. Меѓутоа, ако ја земеме македонската историја, значи од незиното создавање, таа по дефиниција, по суј генерис е античка трагедија. Зошто? Па еве да погледнеме уште од своите почетоци како Македонија се создаваше. Трите столба на македонското создавање, Охридската книжевна школа, овие кои што беа богомилите, како и ширењето на христијанството, кои беа всушност богомилите? Богомилите беа оние кои што се оттргнаа од црквата и отидоа кај народот. Значи, тоа е една социјалистичка идеја пар екселанс, која што всушност самите богомили сакаа да бидат со народот. И ако ја земеме предвид она античка трагедија на браќата Кирил и Методи, кога се создаваше една од најголемите македонски цивилизации, односно најголемата пансловенска цивилизација, ако ја земеме трагедијата на браќата Кирил, не само на Кирил Методи, туку и на Климент, ако ја земеме трагичната судбина и на браќата Миладиновци, како тие завршија, тоа е всушност еден Дантеовиот пекол во кој што тие се наоѓа и во кој што всушност ние ја гледаме античката трагедија пар екселанс и како што ни кажуваше и Ниче, големиот германски филозоф и естетичар, тој вели, за да добиеме, за да ја видиме што всушност представува античката трагедија, секогаш одиме на две начела, тоа е аполонистичкото начело, тоа е редот, мерата и совршенството, и дионизиското начело, а тоа е начелото на непромислените страсти и нагони, и токму во симбиозата на тие две диаметрално спротиставени тенденции всушност се раѓа и развива совршенството на едно античко уметничко дело во кое што Македонија, еве како што гледаме, од своите почетоци всушност е трагична, незината судбина е дионизиско-орфејска, што ќе каже дека самата трагедија има две начела од друга страна повторно, а тоа е начелото на Орфеј, кој што, ако ја следиме самата легенда на Орфеј, кој што е всушност македонската култура, а тоа е оној кој што ја виде својата сакана, нели, отиде до пеколот за да ја најде, меѓутоа целиот живот потоа страдаше по изгубениот рај. Всушност, ние постојано во нашата трагедија, во нашето трагично чувствување на животот, цело време некако сме во тага за она што го имавме, го изгубивме, за разлика од прометејското начело, кое што всушност е Прометеј, нели, кој го зеде оган
од боговите и го даде на народот и кој што гине. Меѓутоа, што е важно во античката трагедија, а тоа е дека самиот народ, самиот човек, самиот антички херој и кој што ја бара вистината и правдата, и па што гледаме ние во нашата историја, постојано барање на вистината и правдата за нас самите. Иако се случува едно златно доба внатре во македонската култура, со Охридската книжевна школа, со преводот и создавањето на нашиот македонски јазик, сепак од тогаш нашата историја станува крвава и нашата трагедија всушност никако не завршува. Гледаме, дури и кога градот Охрид станува центар на истокот на Византиското царство, кога нашите архиепископи ги пеат на македонски јазик богослужните песни, на вистина, кога одиме во Охрид, ние како да се меша земското и небесното, и кога ќе ги видиме оние таинствени сводови на црквите, кога ќе ги видиме оние раскошни фрески и манастири, кога ќе го погледнеме ширум тоа езеро и ние како Прличе велиме е нашиот македонски Хомер, нашиот најголем трагичар, велиме совршенство или смрт. Во таа смисла, ако ја погледнеме Македонија не само кога таа продолжува нели по Првата светска војна и она жестоко капсапење на големиот пан-бугаризам, пан-еленизам, ние гледаме и други трагедии, а тоа е содржани во нашите тројца стожери на самиот македонизам, а тоа е Коста Солев Рацин, кога тој всушност пишува за дека еден ден светлината ќе надвладее темнината, силно ќе светне ден, и во Драговицките богомили, тој пишувајќи за богомилите вели дека македонскиот народ, всушност и македонецот сака да биде со љубов и во едно заедништво. И во таа смисла, самата поделба на македонскиот народ е трагична. Знаете, ние се делиме по секакви основи внатре, а денес единството на македонскиот народ значи дека утре имаме силна македонска држава, и не зборам за тука за она големо велепредавство што се случи, туку зборувам за македонците кои што всушност треба да не се делиме по оние македонци кои што биле по Втората светска војна, кои што се бореле во Втората светска војна, за нашите војводи, затоа што тие се едни исти линденци. Знаете, Асном како наша најголема придобивка е само еден, да кажам, историско-духовен континуум на она што нам ни се случуваше и во Илинденското востание, на нашите, кога Главинов, кога Никола Карев се бореа за, да кажам, така социјалистичката идеја. Што значи тоа? Тоа значи борба за социјалната правда, тоа значи борба за достоинството на народот, за слободата и среќа за сите. Значи, самата идеја дека нашиот народ ја посакува среќата на сите, знаете, колку еден политичар е добар политичар, одредува колку неговата етика има една длабоко океанска етика и тој не сака неговите луѓе да страдаат. Меѓутоа, што се случи, ако направиме една рекапитулација, зарем не е трагично, ајде да не одиме кога на таа една неправедна приватизација што ни се случи, па потоа што се случуваше, децентрализацијата, па да мислам дека треба да се направи еден филм и една театарска представа 2017-та да се вели кога насилно со неуспешен референдум ни се одзеде правото. Така тој современиот македонски Хомер би рекол не верува им на данајците ни во ЕУ кога ве носат најкус опис на Преспанскиот договор или капитулација, подобро кажам. Знаете што? Најмалку во оваа држава имаме, најмногу се зборува за ЕУ, меѓутоа ЕУ значи Копенхагеншки критериуми. Што значат Копенхагеншките критериуми? Тие значат дека имаме ние демократија, дека имаме силни институции демократски, дека немаме поединци над институциите. Тоа значи
човекови права, што гледаме ние? Ние гледаме апсолутно ништење на... Сето на што го немаме, го кажавте сега. Да, го немаме, за го жал. немаме на правата на македонците, па извинете, кога вие на еден конкурс мора да ја смените вашата националност за да конкурирате и кога ние кои ја имаме само оваа држава, Македонија, ние мора да се извинуваме на некој начин кога и апсолутно сме подложни на атаци кога ќе речеме Македонија на македонците и тогаш сме националисти. Видете, и мојот докторат беше рефлексиите на европскиот мултикултурализам и мултилингвизам и јас сум најмногу за соживот. Меѓутоа, од другата страна, каков ние сега гледаме борба за човекови права, какви се тие, кога тие ни се дефинираат со балансер на еден сомнителен попис на бадентер, кој што треба, значи, да се бира во собрание, кој што нема да биде израз на волјата на народот, ќе биде нешто повторно некој пазар ќе се прави тука, да се зборува албанскиот јазик не на 20%, туку на целата територија и да се отвора уставот за бугарите. Видите што значи тоа да се отвора уставот за бугарите. Тоа значи дека нашата историја е лажна, дека нашиот 9 век не постои, дека не постои нашата природба, дека не постојат нашите илинденци, дека не постои нашиот тасном и токму со овие преспански бугарски договори... Масовно кршење на човековите права. Апсолутно масовно кршење, меѓутоа ние мора да се вратиме на асномските вредности, а токму овие договори нас ни ја поништија асномската Македонија и сакав да поентирам со тоа што од една страна имаме ние навистински видлив национализам, кој што постојано ни наметнува дека ние не сме направиле доволно за човековите права, меѓутоа јас ви тврдам дека човековите права на македонците се апсолутно поништени и што гледаме овде апатија, онде подвиеност, целосното дефинирање на паднатиот човек и на вистина се работи за една страшна трагедија во античкиот дух, каде што луѓето еве и од април 2017, 27 април, на вистина се трагични херои затоа што останаа доследни, останаа мажи што се вика да не се продадат себе си, а да го зачуваат својот интегритет. Најмногу на Македонија и недостасува интегритет. Вие не можете да бидете рамноправни во едно европско семејство, ако вие постојано молчите и велите дека нашата историја е лажна, дека кога создавате комисија, која што е политичка партиска комисија и која што во целиот домен на незиниот интерес беше ништење на клучните точки на македонскиот идентитет, а и на македонскиот јазик и на онаа мисиркова свест која што всушност се јави уште во 1903 година во делото за македонските работи и заедно еве и со која што се потврдува низ Кочо Рацин што ни рече Македонија не може, таа е бесмртна идеја, таа гори во татнежи москавици, умира во маки и страдање, но сепак вика во белите мугри повторно ќе се. Тоа е една пирејска тема дека Македонија посебно пред тиранијата никогаш нема да потклекне. Можеме ли да кажеме дека живееме во едни шекспировски времења и колку македонецот современ е пандан на Хамлет? Дали ова време да се биде или не? Ни фали Јорик тука во приказката. Прекрасно прашање и вие сте, нели, македонист и се занимавате со Диносаурус, професор по македонски и лектор, да, оние што се по 5 души се запишуваат во годината веќе, така што во одмирање што ректе. За жал. Да, македонскиот човек е Хамлет, значи дефинитивно баш во тој диалог да се биде или не,
Затоа што спротивно на античката трагедија, кај Шекспир, односно кај Хамлет, имаме недејствување и тој цело време, значи Шекспир, сега да не навлегувам во тоа, не знам колку имаме време, во кои околности прво Шекспир го пишува Хамлет и дека е тоа една персонификација на самиот Шекспир, кој што всушност бил страшно незадоволен од политичките случувања кои што се случуваат во тогашно во елизабетинската епоха, тоа е времето на Хенри VIII, или кога тој се дели англиканската црква од католицизмот, па се жени со Ен Болен и така натаму. Тој се жени со 8 години постарата Ен Хатави, меѓутоа се случува една трагедија во неговиот живот, умира неговиот 11 годишен син и после 4 години тој ќе напише Хамлет и ќе поставува фундаментите на човековото постоење и го поставува прашањето што е животот, дали животот е една презрена љубов, дали животот е газење на гордите, тоа се едни самобендисани, арогантни, цинични политичари, и го поставува и прашањето за смртта, тоа се фундаменти, меѓутоа тој е трагичен јунак и тој нели му се случува според Едиповиот мит, му се случува една домашна трагедија, односно кога неговиот чичко, неговата мајка ќе склучат брак и тој оди, значи духот него му шепнува и му вели се случи тука една голема трагедија, односно јас сум твојот татко кој што бев убиен и сега избезумениот Хамлет не знае што да прави и тогаш тој всушност ја дава најголемата критика и вели зошто тука да се живее, на какви постулати мора човекот да се навикне и во самата трагедија тој постојано не знае дали да дејствува или да не дејствува и всушност тој на крај ќе го убие Клодија во едни ќе се случи една хаварија. Меѓутоа, самото недејствување на Хамлет всушност ја дава целата трагика на македонскиот, кој што постојано трпи. Реалност глумиме лудиво во превод. Постојано трпење, постојана неизвестност. Знаете, тишините во самиот монолог да се биде или не се една напната тишина, една трагична тишина како едно преднасетување дека нешто страшно се случува и нели нешто е труло во земјата данска и апсолутно има иманенција со македонскиот случај и апсолутно направивте одлична паралела поставувајќи го затоа што не само ние како општество, туку и македонецот е еден современ Хамлет кој што со својата сака да ја докаже вистината, не може, сите се против него, властите се го протеруваат, па тој се враќа во двобојот. И гледајте, има една интересна теза, а тоа постојат сите режисери сакаат да дебатираат со Хамлет, знаете и вие. Меѓутоа, постои една театарска представа која што се даваше во Париз во 2000 година, режирана од страна на Питер Брук и како тој го разреши тој проблем. Сите умираат, значи тој вели мојот живот одмаз да ќе биде во еден момент, со тоа што се ништи љубовта. И постојано, како во нашето општество, постојано некој има потреба на некого да му се одмаздува и кога ќе го каже тоа мојот живот одмаз да ќе биде, всушност трагедијата чукана. И што се случува? Тој во самиот почеток на драмите на Шекспир, што гледаме ние и кај Ромео и Јулија и кај Макбет се појавуваат три вештерки, во Ромео и Јулија почнува со тепачка, меѓутоа кај Хамлет се појавува духот, а тоа што сакал всушност Шекспир, времето во кое што тој ги поставувал театарските представи на Шекспир, што се случувало? Се случувало да биле вон така наречената територија Либертас и тука имало јавни куќи, имало месарници, борба на петли и во 14 часот Шекспир требал да го постави Хамлет и замислите доколку не им се допаднала представата на гледачите, тие го виткале во кеби, еден час го
фрлале во виз додека не падне на земја и сега во такви едни околности Шекспир треба да направи еден вербален илузионизам, треба во таа светлина во 2 часот, античките театри, тоа значи се уште и во времето на Шекспир, имал тој примитивен уште карактер самиот театар и тој ја прави таа сцена прима сензационале, значи првата сцена, а тоа е појавата на духот и секој човек може да се најде на секој слој, меѓутоа тој ги поставува вечните фундаментални прашања и во контекст на Питер Брук, што сакав да ви кажам, Питер Брук, кога сите ќе умрат, сите помеѓу себе ќе се испоубијат. На крај станува целата екипа и вели вредеше. Вредеше ли да се потроши животот на омраза? Вредеше ли да се двоиме и да се цепиме? Вреди ли да не живееме во едно заедничко национално јадро и вреди ли нашиот живот одмазда или омраза да биде, кога сите сме македонци, сите сме тука на ова поднебие, и албанци, и турци, можеме, мораме да направиме дистинција помеѓу политичарите и помеѓу обичниот човек, затоа што човекот албанец кој што продава на пазар, тој ги има истите проблеми како и ние. Тука збориме сега за една националистичка реторика која што всушност мислам дека созреа времето да ја надминеме, да заживееме заедно во едно похумано и среќно општество, да се роди новото сонце на слободата и повторно да го видиме среќа нашиот народ. Доколку дел од нас, нели, хамлетовски глумиме лудило, што би рекле, соочени со грдата реалност, а дефинитивно 7 години нешто е труло во државата македонска, дали еден друг лик од светската книжевност може да се поистовети со една друга групација која што ги чини сите овие злодела, недела, како да ги наречеме. Зборуваме за Фауст и зборуваме за Гете. Дали од едната страна се хамлетовците и јориковците меѓу нив, нели? А од другата страна се оние фаустовците, може би. Да. Па ние го поминавме и Дантеовиот пекол, знаете, оној 9-ти круг, кога Данте го стави таму. За предавници. Ги даде предавниците и оние кои што всушност беа неправедни. Во 9-тиот круг во Дантеовиот пекол, па ќе се вратам на прашањето, всушност тој ги стави и предавниците на сопствената татковина и предавниците на оној кој што ви е близок, значи Јуда го стави таму, го стави Луцифер, значи Луцифер кога Архангел Михаел нели ќе го бутне со ногата и ќе се создаде пеколот и таму Луцифер со 3 глави ги јаде и тука немаме некое светло место, иако во самите предворија во Дантеовиот пекол ние што гледаме? Гледаме, например, во пеколот тој ги става и големите великани на антиката. Зошто? Затоа што тој вели со разумот ние не можеме да одиме подалеку од пеколот, туку со нашето срце и неговиот дел, неговиот живот кога тој всушност се жива Беатриче, кога ќе Беатриче умре во најтемната ноќ на нашата душа, тој ќе отиде и ќе рече на половина од мојот животен пат, јас сега одам и тој всушност го поминува пеколот, чистилиштето и рајот. Меѓутоа, важно е дека доколку ние ги предадеме себе си, ги предадеме своите предци и своите корени, секако ќе се најдеме во 9-тиот круг на... Каде сме сега, во пеколот или во чистилиштето или на пат на таму? Во рајот дефинитивно. Сепак мислам дека тоа е чисто индивидуална работа и дека има кај нас многу, во разговорот со вас, пред емисијата, во која што јас сум воодушевена, кој што еден млад човек како вас
таква има такво срце лавовско, кое што апсолутно според мене треба да се вклучите во политика. Не, благода. Живееме во една небожествена комедија, што ви рекол Данте. Божествената комедија. И зошто е комедија? Мене тоа студентите стално ме прашуваат, затоа што во времето на Данте Алигиери, всушност, самото пишување е во контекст на стилот, а тоа е ако заврши убаво, тоаш е комедија. А зошто е божествена? Джовани Бокачо, кој што го обожувал Данте Алигиери во 1555 година, всушност го дава таа придавката божествена комедија, затоа што на вистина ги гледаме со состојбите на нашата душа, а тоа е се работи всушност за трите гуни на, ако ја гледаме ветската филозофија, зашто јас многу ја почитувам, мислам дека коренот на сите мудрости се наоѓа во ведите. И тоа се трите гуни, всушност, врзаности на материјалниот свет, а тоа е тамасот, односно незнаењето. И затоа вели, дали ние треба да им судиме на луѓето, затоа што тие не знаат дека тие се покриени со сенката на незнаењето. Втората гуна е раџа, знаете, кога вие одите со ентузијазам. И третата гуна е кога вие се наоѓате во нулта божествен принцип, во нулата, она Питагорина нула, кога се наоѓате во мир, а радоста е активен божествен принцип и на крај одите во трансценденција, односно му се посветувате на Бога, меѓутоа таму не можеме да стигнеме ако сме заглавени со предавството, издајството и неправдата, кои што според Данте Алигиери всушност го потикнаа Бог да го создаде пеколот. Една мощна важна корелација во однос на Данте Алигиери и неговиот инферно, односно пеколот на Данте Алигиери, се наоѓа во самата фаустовска драма и сега нас професорот по естетика, академик Старделов, стално не прашуваше, па што мислите, дали некој кој не е германец можеше да ја напише Фауст, а тоа е да се биде или не во својот апсолут, да се има знаење, ако се земе предвид дека Гете живее во времето на просветителството, кога разумот над срцето е, нели. Иако самата Фауст ја пишува 6 децении, на тој Фауст предходи на Кристофер Марло, еден друг Фауст, каде што всушност тука Бог и човекот, значи Бог преку човекот, а тоа е уствари легендата за праведниот Јов, ќе го стави на големи искушенија. И тука тие ќе склопат пакт, меѓутоа внатре во Фауст, во Гетеовиот Фауст, имаме опклада, а тоа е дали помеѓу Фауст, човекот, кој што е многу голем интелектуалец, кој што е професор, кој што сака да ја дознае вистината, меѓутоа не може со разумот, и оди на онаа страна, сака да отиде на онаа страна на разумот, и во таа една агонија негова, дали ќе ја дознае вистината и вели што ја држи целата оваа вселена, што е тоа, тој ќе најде на едно мало куче пудлица и сака да каже дека тука е демонот. Како доаѓа демонот кај вас? Па во облик на една мала пудлица, која што подоцна ќе се претвори во еден убав маж, кој што ги има сите овие западни вредности, кој што ќе го фасцинира Фауст и кој што всушност тие ќе извршат една опклада, а тоа е опкладата која што всушност што ќе му рече демонот на Фауст, а тоа е на нашиот современ човек, а тоа е дека всушност ќе му даде се што е земско, ќе не однесе во ЕУ. Да, во замена за нашата душа. Так. Тоа. Кога и тој вели нема да се случи тој момент, нема да дојде тој момент, се случува опкладата и веќе вие кога влегувате во опклада со демонот, од него нема спас, не може.
Не велам дека ЕУ е демон, далеко од тоа. Продавачите на приказката, оние што мафтаат со морковот од вас. Да, оние кои што се сликаа во глисерот и ни велеа дека сме веќе во ЕУ. Авиончето кога слетува 26 или 8 јуни 2018 година, кога донесува датум кој што го нема и ден денес. Го нема ден денес и работава е што знаете како да живееме во некои паралелни реалности. Не може ниедно отворање на уставот нема нас да не однесе кога ние сме сега на работна сиромаштија. И во контекст на Фауст и Гете, значи Фауст на крај ќе изгуби обкладата, ќе помине низ еден пеколен... Како и нашите владеачи. Да, ќе помине низ еден пеколен пат. На вистина Мефистофан ќе му ги даде сите земски благослови. Дори тој ќе рече, бирај што сакаш на земјава, јас ќе ти го дадам. Сакаш мис на свет, сакаш и тој ќе рече... Нашиве сакаат струја повеќе, електрична енергија, Не, тој вели, енергенски. Ја сакам убавата Маргарита. Убавата Маргарита е едно скромно девојче кое што живее со својата мајка и ќе носат злато и на крај ќе се случи да таа ја убие својата мајка, па да, меѓутоа нема спас кога вие еднаш ќе седнете така со Мефисто да направите пакт. Не може, ја губите собствената душа и станувате органски портал на демонот, модус операнди е земјата и тој не може да излезе од таму, меѓутоа нас не треба некои по-високо духовни дострели, а тоа е самата Македонија една духовна песна. Имаме уште многу теми за отворање. Со нас е професорката Мимоза Раел. Водиме со кусиот блок реклами. Се враќаме веднаш да доточниме уште некои прашања, да зборуваме за тоа што се случуваше од 2017-та па наака, но и да преточиме како и постојат ли можности да излеземе од ова буквално кажано страдење. Се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во за или против. Мој гостин е професорката Мимоза Раел. Професорке, зборувавме за Данте и божествената комедија и небожествената комедија која што се случува за жал во Македонија. Има една интересна коинциденција. На влезот на Дантеовиот пекол стои откажете се од сите надежи. Сега тоа ми е буквален приказ на она што го користи нашата влада и власт веќе 7 години. Наметнувањето на таа апатија на она старото македонското што да правиш, што ке правиш, така ни било пишано, дефетизмот и откажувањето буквално уште да напишат на влезот на границиве во кои што не затворија меѓу другото со оној преспански договор веќе подолго време, да напишат откажете се од сите надежи. Тоа ширење на дефетизам, на апатија, на малодушност, која стана нешто што стана за жал пракса на оваа влада и на кое што буквално кажано се вози сите овие години, затоа што во превод тоа значи се е средено, еве, сега на изборите. Не излегувајте. Се е готово, се е наредено, наводно, а не е баш така работата. Приказката, паралелата со откажете се од сите надежи и она што го пропагира оваа влада постојано. Од 2017 година па навака одиме апсолутно во погрешна насока и во Македонија се случи на вистина тоа драматуршки доследно едно по дефиниција големо велепредавство. Она, значи, прво како беше донесена и изгласана со две раце, со две нозе таа власт, кога во собрание и сите бевме таму, зашто се теретат, добро, во ред може имало и не може, него сигурно имаше и насилство, кое што треба да си одговарат, меѓутоа има и луѓе кои што таму на вистина заради љубовта кон земјата се уште се гонат, се теретат, мораа да бидат подложни кон амнестија и така натаму. Се случи, малку ни беше тоа, без никој да не праша, со неуспешен референдум. Кога вие референдумот неуспешен, во сила влегува претходниот референдум, кога ние сме Република Македонија и никако другачие од тоа име. 2018-та, знаете, се случи тие едни
чудни протоколи за преговарачката рамка со Бугарија, кои што апсолутно го ништат нашиот идентитет, кои што ни велат дека нашата историја е лажна, дека до 1945 година ние сме биле бугари и дојде, нели, се ова во наводници зборувам, дојде диктаторот Тито, кој што не по македончи и сега тие си го бараат своето. Се што се случуваше после таа година, се случуваше на падот на нашата држава, на националното достоинство, на нашиот интегритет, на нашиот суверенитет и персоналитет, кој што длабоко го погоди македонскиот народ, знаете, од една страна, од друга страна веќе е неподносливо да се живее во ваква економска ситуација. Јас баш зборував со вас и пред емисијата, објавив на Facebook еден текст дека веќе не се издржува, ќе одите во било која продавница одите, постојано го смалуваме и навистина Господ треба веќе да ни е напомош. Среќа и во контекст на антиката тие велат дека и во самата Платонова држава дека најмудрите треба да дојдат и да владеат. Ние имаме среќа да имаме мудра професорка која што е кандидат за председател, мудар имаме кандидат за премиер и апсолутно мислам дека целата клима на живење ќе се смени, дека тие со голема храброст, со голем интегритет ќе работат дење ноќе за да ги сменат состојбите во Македонија. Она што сакам и што ми пречи постојано е тоа кога слушам, кога читам дека сите се исти и дека ние релативизацијата основната алатка, девалвација и релативизација, тие се основните алатки на кај нас. Еве јас сум жртва на тој дефешизам во кој што се вели која е веќе Македонија, па што е тоа Македонија, па зашто ја да гинам, најдобро да си одам ваму таму во Европа. Немаме ние, убаво рече професорот Росоклија на едно место дека патриотизмот е домашно воспитување и во контекст на оној професор кој што кажа дека ќе става една оцена помалце во индекс ако види северна, тоа воопшто не беше дека тој навистина тоа ќе го става, него тоа беше како еден. И знаете, ако дома не ве воспитале дека имаме ние војводи, имаме народни херои, имаме Охридска книжевна школа, имаме огромна традиција културолошка, кое што секаде во светот ни се поклонуваат, тогаш мора образованието вакво какво што е во сега да ја земе значи во своји раце на образбата на младината. Сега, во контекст на ова дека народот не се прашува, апсолутно мораме да сватиме дека принципот на променливост е само во рацете на народот и во никој друг. И навистина не се сите исти. Видовме како луѓето крвареа за да не го дадат името, како крвареа да не се попушти во Бугарија. И ден денес крвареат во затворите и не се откажуваат, бараат правда, не бараат амнестија, бараат само правично судење. Не, тие сега во случаите во Страсбур апсолутно им нудат пари, тие велат не. Јас сакам да живеам каде што имаме правда, а првите копенхагенските критериуми ви се владење на правото и правна држава, каде што институциите владеат пар екселанс, а не поединците. Ако имаме истакнување на поединци внатре во општеството, визави институциите кои што мора да си ја држат правната држава, тогаш ние имаме дивење на мафија и немаме политички поредок, немаме државен поредок, немаме институции, туку имаме самоволие, тоаш не знае, имаме анархија и не се знае кој пие, кој плаќа. Во контекст на ова, јасна, тие кои што се неодредени, кои што велат дека нема да излезат гласаат, сакам да им поставам едно прашање, а тоа е дали тие навистина се задоволни со оваа орнатина од држава во која што остававме, дали немале лошо искуство
во здравството, видовме што се случи со онкологија, дали немале лошо искуство со некој си корумпиран судија, дали образованието без учебници да учат нивните деца е во ред, дали им е се ефтино и достапно, дали можат да си дозволат еден одмор, дали живеат во чиста средина, доколку било кој од овие прашања има уште ред многу, можат тие да го поминат тоа, тогаш во ред. Меѓутоа, ако во миг, и со тоа и веќе завршам, мислам, ако во миг затрепери нивното срце, низ националното чувство, знаете. Ако за миг таму во срцето, и затоа ги споминавме и Гете, и Данте, и Шекспир, кои што не учат во срцето да затрепери една македонска искра. Тоа е и едно од главните списанија на Васил Главинов. И таму ако се дигне националното восстание, тогаш ние сме победиле, инаку тешко. Што би рекол Семјал Ел Клеменс алиас Марк Твен, лошите политичари ги избираат добрите луѓе кои што седат дома и не одат, односно не излегуваат на избори. Зборувавте за здравството. Верувале или не, деновиве имавме ситуација кога пациентот во Лешката болница се јави во брза помош за да му помогнат затоа што 2,5 часа лежел и викал и никој не му обрнал внимание дека паднал од креветот. Зборуваме за детето Леонид кој што оваа влада со сиот ум го однесе со хеликоптер до Виена и го остави таму без пари, па потоа собиравме ние со пораки и луѓево, нели, со награди, продавање и концерти. Зборуваме за председател кој што верували или не, еден час се обвинуваше власта, и сега е кандидат, зборуваме за Пендаровски, дека местела анкети и народот бил виновен, за премиер кој што вели, екс-премиер кој што вели пак ќе бидам премиера, зема апанажа од 2.500 евра. И сега професорке сите овие работи кои што кажуваат, нели, за нивото на кој што е дојдена оваа наша држава, почнавме со драмата и со трагедијата на користена алатка, многу често користена алатка во античката драма е Deus ex machina, односно Божјата рака. Нели е време малку таа Божја рака, таа служи во драмата за гледачите, нели, да ги поставува надприродно, не баре луѓето на сцената да се појавуваат, нели, онака тадам, оваа Божја рака која што знаеме која е, што е, зборуваме за меѓународната заедница која што ја натури, буквално ја постави на сцената оваа влада која што никогаш и не победи, ниту 2020-та, затоа што падна системот по овие што водеа, а претходно 2017-та да не зборуваме. Значи буквално кажано, еве за крај, нели е време малку Божјата рака да олабави малку, бидејќи оваа влада име антиреклама на меѓународната заедница која што ја поддржуваше досега барем како што не треба. Видите, во античката трагедија цело време вие сте најхрабрите ги сакаат боговите, а тие што не се храбри, кои не ја сакаат вистината, се оставени на немилост. И тука се случува таа трагичка вина и има тука homo religious. Цело време има помеѓу еферното и сакралното се мешаат световите и човекот освен homo, religious е homo ludens, човекот и homo креатор, тој мора да игра, значи во контекст на ова апсолутно значи сте во право, ние нашето здравство не покажа доблест да навистина се грижи за сопствените граѓани и дали во една нормална држава, значи повторно срцето на македонците какво е да собираат средства за своите сограѓани. Постојано се случува, тоа е сега за малата. Значи тоа ни стана кога не може фондот, ние собираме средства и тоа, да ви кажам, на вистина е трагично. Меѓутоа, Македонија е бесмртна идеја и нема да не поразат сите овие работи. Посебно пред тиранијата, нема да подклекне. На вистина дадовме лош пример. Верувајте ми дека европјаните не сакаат луѓе кои што молчат, туку сакаат да видат интегритет, сакаат да видат знаење, сакаат да видат достоинство и да бидеме, можеме, имаме таква историја, имаме такво минато, да бидеме рамо до рамо со најразвиените држави. За крај, само онако со толку време за жал имаме, да, вие потенцирате постојано потребата од третиот Илинден кој што треба да ни се случи за враќање назад на Македонија и на вистинските вредности, но дали можеби не толку првиот круг председателски, но сепак 8 мај,
како еден вовет во тој трет илинден за враќање и на вистинските вредности и на Македонија? Јас мислам дека е зрела ситуацијата, дека заигра срцето на македонецот. Сите анкети и на председателските, гледате, за неколку часа се собра над 22.000 подписи за професорката Силјановска. Апсолутно јас имав таква чест да бидам на конвенцијата на изборот и да видите со каков дигнитет и ниот премиер Мицковски говореше. Мислам дека имаме победничка една структура која што дефинитивно ќе не однесе во некои во поубави води, ве уверувам, има храброст, се има знаење, има решеност да се работи денонокњу од она што јас го гледам ко обичен граѓанин и дека ќе апсолутно ќе станеме подостоинствено место за живење. Ви благодарам што бевте моја гостинка. Ви благодарам многу, ми беше задоволство да разговарам со вас. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.